Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш сака на самитот што в понеделник ќе се одржи во Њујорк, владите да дадат поамбициозни ветувања за намалување на емисиите на штетни гасови. Сегашните ветувања на владите за намалување на емисиите не се доволни за да исполнат целта од Париз за одржување на порастот на просечните глобални температури на нешто под 2 Целзиусови степени, со цел да се ограничи затоплувањето на 1,5 степен. Тоа значи дека усогласувањето на постојните национални планови, според Парискиот договор, останува далеко од соодветно за да се избегнат најлошите последици, од природните непогоди до економските штети од затоплувањето на земјата. Business cannot succeed on a planet that fails, and jobs cannot be sustained on a dying planet. And there are many more initiatives to come. They will all be presented at the summit and are designed to be expanded so they can have the global impact the climate crisis demands. Наведувајќи дека целите од Парискиот договор треба да представуваат силна обврска, тој дополни. Climate change is not only a threat for the end of the century, climate change is already a tragic problem of our societies, but it is true that if things go on as they are, the young generations, when they come to adult age or to the last periods of their lives, will be even more dramatically impacted. I have 3 grandchildren, and I don't want to be responsible for them to live in a semi-destroyed planet when they'll come to my age. Генералниот секретар Антонио Гутереш изрази уверување дека со заедничко и континуирано работење градовите, државите и регионите имаат капацитет да ги развијат сите позитивни мерки во однос на климатското действување.